Аикидо клубот Агацу од Куманово со двудневен семинар и промоција на модерната јапонска боречка вештина Аикидо одбележа 20 години од своето постоење. На спортската манифестација учествуваа околу 100 учесници, со нивни тренери, сенсеи од повеќе клубови од Македонија и Србија, кои пред присутните се представија во неколку категории. Семинарот е реализиран со поддршка на Општинскиот сојуз на спортови Куманово и општината, како дел од програмата за спортски манифестации за 2025 година. Аикидо клубот Агацу од Куманово соработува со Српската Аикидо федерација уште од своето основање и преку неа ги одржува своите семинари и испити во клубот. Инаку името Аикидо официјално е усвоено во 1942 година, кога јапонските официјални органи го признале како такво. Аикидото се практикува во Македонија од 1989 година, а се изучува во неколку клубови во Скопје, Битола, Охрид и Куманово. Денеска славиме 20 години јубилеј на Аикидо клуб Агацу. Значи, ова е настани манифестација, денеска се случува со цел да прославиме еден прекрасен јубилеј. Семинарот ќе го водат сенсеј Његош Ѓаковиќ, 7 дан Аки кај Шихан. Ние како инструктори овдека домашни Иван и Ненад Скрчевски од Аикидо клуб Агацу. Ќе имаме еден приказ на пауза помеѓу тренизите, се вика на јапонски Ембукај, приказ на Аикидо вештина. Утре исто ќе бидеме со разборот од 11 до 12 часот. Ќе го води нашиот учител сенсеј Драгана Ѓаковиќ, 6 дан Аки кај. Исто така приказ и последниот тренинг ќе го водат наши соработници од Белград, исто така Милан Мосуровиќ и Данило Јелиќ, они се 6 дан Аки кај. Така да, тоа се сите наши пријатели, инструктори што сме соработувале ден денеска, и ќе продолжиме да соработуваме. Овој настан е отворен за сите. Нормално, овој настан го организира Аикидо клуб Агацу и Општински сојуз за спортови заедно. И благодариме на Општински сојуз за спортови и Општина Куманово што го поддржуваат овој настан. Ние сме во сојуз за спортови од 2005-2006 година, мислам, значи тоа е долгогодишна соработка. Така да имаме една обозаемна убава соработка и со општината, така да мислам дека се трудиме да постигнеме успех заеднички, да имаме што повеќе членови, да се развиваме и така натаму. За овој вид на спорт или вештина, поточно, има голем интерес, имаме доста подмладок. Секако во оној период на корона сите имавме некоја криза од клубовите кога работевме, сега е сосема друга слика, е многу подобро, така да има интерес и од дечиња и од возрастни. Нашите почетоци беа така доста скромни, да ви кажам, двајца-тројца почнавме со вежбање, меѓутоа беа тука неколку пресудни моменти. Прво, доаѓање до председател на Српска Аикидо федерација, кој со негова техничка комисија помогна во развој и за формирање. И другиот битен момент тоа е кога пристапивме во Сојуз на спортови во град Куманово. Нашиот проект, нашата програма за развој на Аикидо во Куманово дојде на одобрување до градоначелник и добивме силна поддршка и од Сојуз на спортови, и од градоначелникот и целата управа од општина Куманово. И голема благодарност и до нив. Навистина вложија напор, останато остана кај нас ние да се потрудиме и да организираме. Во овој период, малку статистички ќе ви ги кажам некои податоци, вкупно тренира 841 член, 701 машки, остатокот девојки. Најстариот член има 66 години, не се фалам, и најмал член има 2,5 години. Во овој период организиравме вкупно 48 меѓународни семинари со врвни мајстори по Аикидо, не само овдека на Балканот, веќе и на светско ниво, и имавме некаде околу 80 и нешто клубски семинари, што во просек некаде во година имавме 2 меѓународни и некаде 3 до 4 клубски семинари. Значи, навистина се трудивме барем во тој технички ниво да достигнеме некои нивоа кои владаат овдека на Балканот. Многу сме поносни на сите членови кои беа овдека во нашиот клуб. Само чисто за информација на наши гледачи. Додека тренира овдека, во меѓувреме завршија факултети. 5 доктори имаме. Некои заминаа во странство. Имаме инженери, војници, професори, полицајци кои работат на обезбедување на нашата председателка, на нашиот премиер. Имаме и глумци, имаме и стюардеса која замина да работи. Значи, многу сме поносни на сите членови кои
дел од своето време го посветија развојот на аикидо во град Куманово. И јас се надевам дека тоа еден ден ќе им послужи и во понатамошниот живот. И многу ми е драго што ги гледам пак што дојдоа овдека да се дружат со нас. Имаме многу планови, искрено да ви кажам, кога седнавме, прво еден план што го планиравме пред 2 години, тоа е голем балкански семинар. Прв пат тоа на овие простори некој да организира. Ние се зафативме заеднички со Српска аикидо федерација и нашиот клуб овдека, после Национална аикидо унија на Република Македонија, и тоа беше прошлата година во град Куманово првиот балкански семинар. Ова година бевме во Белград, имаше околу 200 луѓе, навистина прекрасно и можеби ќе го цитирам нашиот технички советник, приказ најдобри мајстори од најдобри. Има презентација на тие семинари. Следната година сме во Солун, па следната година во Софија, така да некако таа идеја која се роди овдека во Куманово и од која добивме поддршка и од Сојуз на спортови, и од градоначалникот, од сите елементни овдека во општина, најдена поддршка и успеавме да ја реализираме. И тоа сега оди понатаму. Имаме многу планови, летна школа, сакаме да направиме монографија. Многу интересна еден план имаме со нашите учители, размена на наши ученици. Значи една група ќе оди во Белград, таму ќе тренираме недела дена, па ќе дојде нивна група овдека, нешто на некој принцип размена на ученици, со целта да и тие се запознаат со град Куманово, а и наши ученици додат некаде во странство да видат. Имаме таква понуда и од Шведска, затоа што, видите, не останавме во оквир на град Куманово. Нашиот Иван веќе држеше семинари и во Србија, и во Шведска, и во Бугарија, и во Грција. Така да веќе излезе тоа од некои поголеми рамки и аикидо клуб е веќе ставен на карта на многу познато место каде што се вежба добро аикидо. Моја сарадња со Кумановом трае од 2000 година, прилike, така да. А sa клубом Гацу u ovoj formi 20 godina. Pre toga je jedna grupa bila koja je radila zajedno, pa se te dve grupe napravile 2 kluba i ja sam nastavio dalje s klubom Magacu i evo to traje 20 godina. Saradnja s njima, znači cijela sa Kumanovom 25 godina. Saradnja je dobro, mogu da vam kažem, jednostavno sve što se pokaže, oni to usvajaju, napreduju džinovskim koracima i mogu da kažem da je sad Kumanovo na mapi, da kažem, Balkana pozicioniran kao vrlo ozbiljan aikido centar. Prvo pokušamo da im prenosimo to da budu dobri ljudi. Da bi bili dobri ljudi, to vežbaju kroz tehniku aikidoa koja je upravo za to i kreirana. Da svaki čovjek ne pođe od toga da onaj koji je krenuo njega napadač, nego saradnik koji je došao da mu se pokaže pravi put. I ako to tako prihvatimo u životu, tako i radimo, onda pravimo neprijatelje prijatelje. Aikido veština je veština koja je nastala iz različitih načina borenja japonskih ratnika srednjevekovnih samuraja. To su bile tehnike borbe na život i smrt, koje su kasnije urađene tako, da kažem, restaurirane od osnivača Aikidoa Morihei Shibe, da se ti opasni elementi izbace ili samo naglase, pokažu da se ne primenjuju. Oni mogu se primene, u vežbanju Aikidoa postoje 3 stepena, policijski, vojni i, da kažemo, ovaj koji mi danas radimo. Policijski je da čovjeka spakujemo, da ga slonimo, da neko ne bi povredio i ugrozio. Vojni da ga što pre se rešimo, da napravi dalje neku veću štetu, znači ratna situacija. I ovaj da mi pravimo i drugi prijatelje, pokušavamo da se saharmonizujemo kroz pokret, kroz tehniku pokreta, pa onda kasnije i kroz naš životni odnos u životu, komunikaciju i tako dalje. Danas to postaje vrlo, da kažem, bitno. U stvari, pravo borenje ne boriti se. Znači, dati da se prepozna opasna situacija, da se iz nje na pravi način izađe. To može i verbalno i drugačije. Čovjek koji zna neku tehniku nije podložan strahu. Odnosno, može da kontroliše napad adrenalina i da onda vidi šta treba da uradi. Da li da se skloni, da reaguje na najbolji mogući način da bi zaštitio sebe i svoju okolinu. Ali, znači, da ne ugrožava druge, ako je moguće. Ja se bavim aikidom 53 godine. Znači, od 72 godine. 972. Prošlog veka. Pa vežbajte bilo šta, nije bitno da je to aikido. Koji god pokret je taj koji, da kažem, pomaže mozgu da se razvija. Kroz vežbanje pokreta, da li je to neki sport loptom, da li je to sport borilački, da li je to neka veština tipa ajde veslanje ili što god, čini tako da se naše veze u mozgu razvijaju i šire. Znači informacija koja može da putuje tolikim prostorom, ako se vežba, dobit će još neki drugi prostor da prođe, pa ako nemamo rešenje na toj liniji, imat ćemo odavde i završimo rešimo kako treba.